Могамет Ибрагимов, името зад кое се кријат настапите од летните Олимписки игри во 1996, кога го зазеде петтото место, па во 1998, кога беше светски вице-шампион по Олимписките игри во Сиднеј, кога ја освои првата бронза за Македонија, се до Олимписките игри во Атина, кога заврши во топ 20. Големиот, но скромен спортист, синоќа беше во Штип, по повод свеченото отворање на новиот штипски боречки клуб Олимпија. За борачите на Олимпија, Ибрагимов обезбеди струнјача. Ова е млад клуб, ама овде има традиции во борење во Штип и имам голем пример кога беше Методи Сичков председател на Балканите, имали 6 медали надворешни од европска и световна освоени и ја мислам они искусни во овој начин и ќе биде уште подобро. Според Ибрагимов, македонското борење функционира во тешки услови. Зависи од труд, како работаат, а ови по Македонија нема нигде услови за борење. Стварно, ја не можем да тренирам во такви услови. А како они могат да дете, треба да биде чиста, убава, комплектна, добра сала. Ке мислам, ке дојдат и ке бидат медали и олимписки, и световни, и европски. Од Олимпија се благодарни за инвестицијата на Ибрагимов. Самиот Ибрагимов доаѓаше во повеќе наврати во Штип, ја снимаше работата на клубот, пошто ние работевме овде во импровизирани услови. Ги гледате душеците, овие душеци овде црвени сите беа спојувани и колку се можеше се работеше на душек. Другото се нешто беше надвор на самиот паркет. Штипската боречка школа представува символ не само во Македонија, туку и надвор од неа. Големиот интерес за бавење со овој спорт кај младите ја пројави потребата Штип да добие уште еден боречки клуб. Се раѓа нов клуб, нов субјект во македонското борење, во македонската федерација, субјект клуб, се надевам, кој што ќе допринесе за поголем квалитет, конкуренција и развој на борењето во Македонија. Градоначалникот, како и досега, беше овде да им даде поддршка на луѓето кои тргнаа на оваа благородна мисија. Можам само да го поздравам овој настан, овој чекор, потек на овие луѓе кои што решија да отворат уште еден клуб, имајќи во предвид дека Штип е град кој што одсегаш блескал во борењето како спорт и Република Македонија со тоа давала големи борачи, големи резултати. Денеска е добро што и во оваа населба Баби се отвора клуб кој што ќе нуди многу можности на жителите кои што живеат овде. Штипската боречка школа е една од најстарите во Македонија. На почетокот од 1960-тите, основоположникот на македонското борење во слободен стил, Ристо Таков, ќе стартува првата школа во Македонија токму во Штип, а од неговите ученици ќе настанат славни имиња на македонското борење, како на пример Зоран Шоров или Симеон Шутев, кој на европското првенство уште во далечната 1968 беше четврти, а на Олимписките игри во Мексико Сити беше првиот македонски олимпиец. Во следните 50 години Штип ќе биде постојан епицентар на македонското борење, кој секогаш го давал најдоброто. Сега сите очи се свртени кон новиот клуб, кој се надеваме ќе го надополни епитетот кој Штип со право го носи – боречка престолнина на Македонија.